ланката негова го земаме во растоши слободното сунце, што така умилно го чуваше во огништето бескрајно на своето срце. Од устните негови го слушаме силниот рев, од непокор што грми, од бури што завива, од громови што тапни. И тотем кротко, со благ шепот безмерна верба, за идното утро на мајката татковина, сред вените ни ткае. Ке биде, ке дојде, ке бликне и тука еднаш за секогаш слободата и за нас. По тоа далечно време на букварот на неговите мечти, буквите обединати и читаме нашата кататневна слобода. Престорен, во румен изгрев низ полињата древни, со пулсот сончев ура, часкум весел, појот славе и плиска, часкум развигори на темето носи, часкум звездите сред небо ги чува. Гоце е тука. Зошто Гоце ви спесите? Почитувани дами и господа, повеќе за животот и делото на предводникот на македонското револуционерно движење за ослободување од османлиското робство ќе слушнеме од речта на господинот Петар Јанков, градоначалник на општина Струмица. Нека повели господинот Јанков. Почитувани сограѓани, денес, на 4 февруари, обележуваме 154 години од тргањето на еден од најголемите синови на Македонија, великанот Гоце Делчев, револуционер и организатор на борбата за слобода на Македонија. Гоце Делчев беше визионер, мислител и човек со длабока вера во едината на својот народ. Во време на темнина и неправда тој гледаше светлина. Во време на страх тој несуваше храброст. А во време на поделби тој повикуваше на единство. Неговата позната мисла го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите и денес потсетува дека вистинската сила на еден народ е во знаењето, во достоинството и во меѓусебната почит. Гоце веруваше во слободна Македонија и во човечноста како највисока вредност. Струмица, како град на историја, традиција и слободен дух, со особена чест се поклонува пред неговото дело. Нашата Струмица била сведок на чекорите на револуционерите, на нивната жртва и на нивната непоколеблива верба во подобро утре. Затоа, споменот на Гоце Делчев е жив дел од нашиот идентитет. Нашата обврска денес не е само да се сеќаваме, туку да продолжиме по патот кој тој го трасираше. Да градиме општество на еднаквост, на можности, на напредок и на соживот. Да им оставиме на младите генерации држава во која ќе може да стануваат, да создаваат и да живеат достоинствено. Нека ни биде пример неговата решителност, неговата жртва и безгранична љубов кон Македонија. Денес гордо му даваме чест на Гоце Делчев. Вечна слава на великанот. На сојуз на боците да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на СВР Струмица да положат
свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унија на ветерани на ВМРО-ДПМН Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Унија на жени на ВМРО-ДПМН Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Општинската организација на СДСМ Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на локален клуб на Социјалдемократската младина на Македонија Струмица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на партијата Левица да положат свежо цвеќе. Ги повикувам представниците на Основното општинско училиште Гоце Делчо Велюса да положат свежо цвеќе.
Ги повикувам представниците на директори на основни и средни училишта во општина Струмица да положат свежо цвеќе. Почитувани присутни, свеченостите по повод 154-та годишнина од раѓањето на легендарниот револуционер и предводник на македонското револуционерно движење за ослободување од многовековното османлиско робство, Гоце Делчев, завршија. Ви благодариме на присуството со искрени желби за уште многу средби давање на показ на незаборавот кон нашите историски светини. Благодариме на присуството.